Информативна емисија Жешко Столче, Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче. Почитувани, добар ден, 11 часот, време е да започнеме со емисијата, нашата редовна емисија Жешко Столче. Денеска гостинки во нашето студио се две дами, со кои ќе поразговараме на една тема што беше навистина многу актуелна овие денови, а верувам дека треба да биде актуелна и секој ден. Гости во студиото со нас се Светлана Мјоковиќ-Томеска и Јулијана Талеска. Светлана Мјоковиќ-Томеска е дефектолог, но исто така таа е член и една од главните, да речам, во невладината организација Ластовица, а Јулијана Талеска пак работи во Климент Охридски, во основното училиште Климент Охридски, на тема денеска ќе разговараме околу тоа колку попреченоста создава кај нас грижи, но колку можеме ние како заедница и како општество да се справиме со тие потешкоти со кои што се соочуваат лицата со одредени посебни потреби, нивните семејства, но исто така колку како систем можеме да одговориме на барањата на децата, но и на возрастните кои што имаат проблеми. Денеска разговараме на тема аутизам, но ќе проговориме и за другите попречености. Најпрво за она што ја одбележам минатата недела, чинам, на 2 април беше денот за подигнување на свеста за аутизам. Состојба, одредена здравствена состојба која што кај нас сега поприма одредено внимание кај јавноста затоа што некако повеќе се запознаваме, заради тоа што ги откриваме децата кои што имаат проблеми со аутизмот, но ќе проговориме повеќе околу ова. Најпрво кажете ни како се чувствувате во нашето студио? Супер. Супер, добро. Јас пред да започнеме со разговорот, ќе кажам дека за време на кампањата која што е спроведовте со невладината Ластовица за 2 април, јас се гордеам со тоа што навистина нашиот пост што беше објавен за вашата активност беше еден од најчитаните не само тој ден, туку и изминатиот месец дена. Негде околу 4 до 5 илјади прегледи имаше за таа содржина која што ја објавивме за активностите, но јас верувам дека ќе предизвикаме внимание и понатаму, затоа што навистина заслужува внимание да се говори, да се подигнува свеста за аутизмот и за лицата со попреченост, што можеме ние да направиме како нивни сограѓани и воопшто како општество. Да започнеме со Светле. Кажи ни нешто повеќе околу активностите. Каква кампања е тоа? Значи, попреченоста е прашање на перцепција. Тоа е мотото. Вака, како дефектолог работам во основно училиште Климент Охридски и Климент Охридски од поодамна е едно од првите училишта кои во својот склоп и во своите рамки ги има и посебните паралелки. И така да попреченоста, различноста не ни е непозната во училиштето, меѓутоа како асоциација за правата на деца и млади со посебни потреби Ластовица се вклучивме во еден значаен проект. Тоа е проектот на перцепција, попреченоста е прашање на перцепција. Нашиот проект е под проект на овај и се вика и ние сме тука. Да кажеме дека и ние сме тука, односно се однесува на лицата со попреченост. Проектот го спроведува Асоциацијата Ластовица заедно со основното училиште Климент Охридски и е во склоп на Институтот за попречености од Лондон и финансиран отаде, како подгрант е на Македонскиот институт за медиуми, а сето е финансирано од Европска унија. Една сме од 16 организации на ниво на Македонија кој го работи овој проект, широк проект, попреченоста е прашање на перцепција и сме горди на ова и сме посебно горди на тоа да допринесиме мало делче во морето, капка во морето на она што значи разбирање на различностите. Јас се воодушевив кога видов вечерта на 1 април дека градскиот часовник беше обоен во сино со многу убава сина светлина, која што навистина предизвика внимание, настрана од сите политички привривања, но сепак означи нешто.
Тоа беше дел од вашата кампања. Што друго презедовте како активности? Значи, ние како асоциација и во рамките на проектот обрнувам внимание на секако вид попреченост, без разлика дали е аутизам, дали е телесна попреченост, интелектуална, значи секако вид на попреченост и акцентот го ставаме на да ја разбереме различноста. Јас сум горда на чинот на осветлување на сатот, на градскиот сат, символот на Прилеп во Сино, благодарност до локалната самоуправа општина Прилеп што ни излезе во пресред за одбележување на овај настан, благодарност до основното училиште Климент Охридски каде што работиме, затоа што несекојдневно се случи нешто во Прилеп, што во другите градови, посебно во Скопје, неколку години наназад е традиција, а во другите земји и години наназад е традиција на осветлување на објекти, значени објекти во Сино, се со цел да ја подигнеме свесноста за лицата со аутизам. Односно, сината боја е символ на лицата со аутизам, на нивната ладност, меѓутоа ние сме тука со нашата сложувалка, што ја редевме на плочникот, да нашето виножите и нашите бои, да ја разбиеме таа ладност и да ги прифатиме. Јас сега малку ќе поразговарам и со Јулијана, бидејќи таа е директно вклучена во сите тие активности и со невладината организација, меѓутоа е директно во образовниот систем. Таа порака која што ја давате и ние сме тука, мене ми се врежува прашање кое што одма сакам да го поставам. Дали ние како заедница, како образовен систем, навистина ли треба одредени активности да бидат на локално и на републичко ниво, за да добиеме одредена свесност дека постојат луѓе кои што имаат проблем со попреченост? Дали нивото на свесност кај нас е толку ниско? За жал, нивото на свесност на вистина е ниско и конкретно образовниот систем кој што го имаме е тотално неспремен да ги прифати лицата со посебни потреби. Сензибилизацијата е исто на ниско ниво и токму и во таа насока е нашиот проект, бидејќи сите работи во општеството кои што можат да се променат, најлесно се променуваат преку образовниот систем. Уште од малечко како човек почнеш да го едуцираш, многу полесно кога ќе порасне може да даде за самото општество придонес. И затоа нашата кампања во самата асоциација Ластовица решивме да ја правиме најпрви на сензибилизација на наставниците, а потоа и на учениците, бидејќи ние знаеме дека постојат тие лица, но некако полесно ние да ги тргаме настрана. Нивната маргинализација ни олеснува да си го тераме нашиот пат, да ни биде поедноставна. И тука пред се мислам дека е стравот од непознатото, бидејќи вклучувањето, инклузијата на лицата со посебни потреби во образовниот систем некако е обратно направена. Самите институции, самите училишта не се спремни, инфраструктурно не се спремни, не се спремни наставниците што ги очекува. И тој страв од непознатото, стравот од не знам што да правам јас со ова дете во училница, всушност ја прави таа одбивност. Не дека од позиција на наставник зборувам, не дека наставникот не може и не сака да се справи со сите предизвици, не мора детето да има некоја попреченост. Имаме ситуации на емотивно, значи, ученици кои што имаат проблем во семејство, не мора да е на интелектуално ниво, не мора да е на физичка попреченост, без разлика, денот не е на детето како што треба и тоа дете и тоа го носи во училница и ти како наставник мора да најдеш начин да се справиш со тоа. Но сепак, многу полесно самите наставници ќе можат да се носат со тоа ако имаат најпрвен поддршката да бидат едуцирани, да имаат човек како светле покрај нив. Ние имаме среќа што ја имаме во училиште, има училишта немаат воопшто дефектолози. Кога детето доаѓа во редовна настава, родителот да ја донесе категоризацијата, па заедно да се седне со стручната служба, да се види кои попречености ги има тоа дете. Наставниците да бидат спремни што ќе ги очекува во училница. Самото одделение да се припреми. Имаме ние ситуации во
училница 28 деца и дете со аутизам. Треба помалку ученици, треба самата училница да биде адаптирана, децата да бидат спремни што ги чека. И сето тоа ќе олесни понатаму и самиот наставник многу полесно ќе може да се носи со тоа. Не стојат така работите, не стојат. Сакав да прашаме прашање до двете во однос на конкретните проблеми со кои што се соочувате во образовниот систем и процес, дали овие препораки кои што ги имате, значи станува збор за комплексни работи кои што треба да се решаваат, доколку сакаме како заедница да се грижиме за нашите сограѓани со одредена попреченост, дали доаѓаат до ушите до оние кои што треба да слушнат дека нешто треба да се преземе, било во кој дел, дали во образовниот процес, дали во инфраструктурата, дали во односот повеќе како психолог, отколку како педагог, зборувам за наставниците, дали сте разговарале за тие системски прашања да се почнуваат да се решаваат? Инклузијата како процес тече многу одамна, значи од 1998 година. Стварно признавам дека почна некако куќава да ја градиме од кров према темели. Меѓутоа од година на година се повеќе се зборува и се повеќе се превземаат одредени чекори за подигнување не само на свеста, него и на превземање чекори за подобра инклузија на било каква попреченост во образовниот или во секојдневниот живот. Например, не е непознато дека се превземаат работи на деинституционализација на лица со пречки во развојот, значи отворањето на дневни центри, отворањето на мали групни домови за живење, потоа законот за градење, значи дека мора секој ново изграден објект да има пристап на рампа, потоа отворањето сега и на овој клуб за знаковен јазик, отворањето на неколку семафори звучни, значи низ да чекори, посебно инклузијата на низа попречености во образовниот систем, вклучувањето на деца со било каква попреченост во редовната настава, значи се превзема од година на година, меѓутоа се уште сме далеко од некоја вклученост и од некоја големо познавање на некаков вид на попреченост и пристап кон неа. Значи, ако тргнеме дека на денешно време секој петти човек се среќава со некаков вид на попреченост, значи треба ние од она страна на виножитото да се запрашаме дека таму некаде постои некој друг кој треба да го прифатиме. Сигурно. Јас само една забелешка која што ја кажавте пред разговорот, како реагира дечињата за светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот. Дали толку мал чекор кој што беше преземен, навистина побуди внимание и интерес кај родителите, кај децата и како беше реакцијата. Но и од страна на и локалната заедница, општина Прилеп, училиштето и така натаму. Имаме ние паралелки во кои што има инклузирано дечиња со аутизам и дел од паралелките што беа вклучени беа и тие. Тие дечиња се сензибилизирани, си ја знаат и како и да се однесуваат со нивниот соученик, но сакавме и вклучивме и други одделенија и во самите работилници имавме и по предлог на наши колешки, значи 12 наставници беа вклучени, на што многу се радуваме. Придружник и дете со аутизам во училница влегува и се разговара отворено. Значи децата имаат можност и да разговараат, да наблюдуваат и да прашуваат и отворено прашуваат прашања и заклучивме дека иако детето е во нивна смена во соседната училница, сепак тие имаат многу прашања и многу работи не им се јасни. Не се информирани доволно. Така што од самите пораки што ги црта, балончињата, тоа е низ детска игра, ама децата се запрашува. И мислам дека сега веќе малку од малку знаат и како и да се однесуваат и не го игнорираат присуството, бидејќи конкретно со аутизмот е специфично поради неизразноста. Тие дечиња, тие луѓе не покажуваат емоции, тоа не те гледа, ама се те слуша. И навикнат си да ти се возвраќа со гестикулација, со збор, а го немаш тоа и едноставно го исклучуваш како да е присутен. Така што интеракцијата е доста специфична. И тоа треба време да се навикнеш. Јас како наставник, кога прв пат почнав да предавам, навистина бев збунета и не знаев и на моменти дури и сега, иако и со толку време поминато,
во наставата со дечиња со аутизам секоја година ми се случува да имам во паралелка. На моменти заборавам дека тоа дете се ме слуша што зборувам. И се што правам, знае дека правам, иако не покажува. Така што мислам дека беше многу успешно. И ќе продолжиме и понатамо. И се надеваме дека ќе помогнеме не само на тие лица, туку генерално свеста да се подигне. Так, да биде поголема Да информираноста. се видат Односот со врсниците е нешто што не може да се надокнади со било каква кампања или со било какви закони, затоа што тие врсници утре пораснуваат во големи луѓе, а тие големи луѓе менуваат општествената свест. Јасно. Значи, јас многу благодарам, се извинувам, Џули, значи, што и наставниците од носечкиот предмет македонски јазик први излего и се одзва на оваа кампања да попреченоста не е прашање на перцепција и на работилницата произнесе одлични примери како да пристапат кон одредена попреченост и како да го прилагодат, да ја прилагодат наставата македонски јазик на било каков вид на попреченост. Значи, од една страна и како асоцијација и како дефектолог им благодарам нив затоа што тие се првите кои се среќаваат со тие деца во однос на говор, во однос на описменување, во однос на подигање и зборување гласно за одредена појава во општеството и на ниво на локално. Од друга страна, на локално ниво не ни е прв проект заедно со општина Прилеп. Ние лани имавме проект со општина Прилеп и јас сум креативен. Па имавме заедничка изложба на цртежи каде да покажеме како ние можеме ликовно да се изразуваме и преку тоа да покажеме дека сме равноправни заедно со другите и да не ценат според нашите дела. А и за овај настан, стварно им благодарам на општина Прилеп што се вклучија во малце дел, во ретките на ниво на Македонија да гласно, јасно проговориме дека и ние сме тука, без разлика на која попреченост. Навистина браво, целата поддршка ја имате и од, верувам, од сите медиуми, посебно еве и од Радио Пела. Она што мене ме интересира, не го проговоривме на почетокот, но еве во знак на таа поголема информираност на јавноста, што представува аутизам? Како се дефинира? Дали е тоа болест или е состојба? На каков начин може да се препознае? Дали можеме да дадеме одговори на овие прашања? Не само аутизмот, значи било која попреченост е состојба. Значи не е ни болест, затоа што ако е болест се лекува со одреден лек и таа поминува и како што знаеме да кажеме условно човекот се враќа во нормала. Меѓутоа аутизмот е спектар на нарушување, развојно расстройство и е доживотна состојба. Може да се подобри ситуацијата во однос на тоа што тие лица цел живот учат како да седат, како да одат, како да комуницираат, како да постапат во одредени ситуации кои за другите се подразбираат или автоматски ги работиме. Нарушувањето од спектарот оди од деца кои не зборуваат до деца со висока интелигенција и имаат способности надприродни Меѓутоа, нивната социјализација, нивниот однос кон другите, нивната повторувачки однесувања, некогаш отсуство или присуство на говор, ги прават различни од нас, меѓутоа не значи дека тие се помалку вредни или способни од нас. Тука најмногу влија предрасудите, стигмите во општеството и затоа ние сме тука да зборуваме. Браво, одлично. Овие информации се добре дојдени за се. Јас, Јулијана, би те запрашала, бидејќи и претходно разговаравме, но и ме интересира, секогаш добро е да се спореди човек и со светот. Дали имате некакви информации? Како е надвор, како е во Србија, како е во другите земји? Што според ваше лично искуство, како вклучени во образовниот процес, може да се допринесе, барем секој посебно, како наставник, или ние, еве, како медиуми, можеме да се вклучиме многу повеќе, за да им помогнеме на нашите сограѓани и да им дадеме поддршка секако за подобра инклузија? Генерално, истражувања некои големи немам правено, но она што го знам, што го имам прочитано или во консултација со некои колеги кои што работат во европските земји, предси и Канада исто така,
Разликата е огромна, пред се е свесноста за нивните потреби. Тоа го нема кај нас. Значи, ние немаме свесноста за потребите кои што не се ки знае какви. Ние ако знаеме, ние меѓу себе во семејството, кога знаеме дека некој на нешто му пречи или треба нешто да се прави, не треба да се прави, го правиме и ги надминуваме разликите, правиме компромис. Истото тоа треба да го правиме и со лицата со попречености. Имаат многу повеќе можности. И она што го нема кај нас, рамноправно си функционираат во системот. Значи, ние имаме ситуации на училишта во кои што немаме лифтови, немаме рампи, имаме мали училници и тој ученик не може да влезе во училиштето. Значи, се случува и дете кое што ја скршило ногата, цел месец да не доаѓа на настава поради тоа што не може да се каже во поскара. Од банална причина. Зборувам за таква неспремност. Исто така и дали е тоа производ на малограѓанштина. Самите семејства ги кријат тие лица, се срамат од нив, не ги изнесуваат. Имаме ситуации на вистина како затвореници се. И наштетуваат и нив и себе си во случај. На тоа треба да се работи, но пред се сметам дека самите училишта треба да се припремат. Значи, на запад училиштата кои што имаат инклузија се сертифицирани училишта. Значи, тоа е престиж да го имаш. Не секој училиште може да прими. Сака да прими училиштето, но не може ако не е подготвено. Така. Значи, треба да исполни одредени услови за да биде спремно да прифати одредено. И самите наставници, и самата инфраструктура и свесноста, сето тоа го немаме. Прекрасна инклузијата во голема мера, ама се тоа кога го немаш и буквално ти дава да работиш, а не можеш да го сработиш, затоа е одбивноста кај наставниците, затоа сакаат да се тргнат настрана, не дека не сакаат да ја сработат. Еден куп работи се убави, исто и со МИО-то, например, прекрасен проект е. Ама само формата некако да се задоволи. Ние формата ја задоволуваме и ја имаме, кога ќе дојде инспекција, ги имаме сите личиња. Административно се е тука. Се е супер, детето работело. А во основа, ниту ние како наставници ни пораснале на ниво да можеме да помогнеме, ниту детето добило некој бенефит. Или последно, ќе завршам тука, се расприкашав, имавме обука со наставници. И една колешка сосем природно и нормално, јас истото го велев порано, вика, јас не знам што да правам со тоа дете во училница. Им давам активности, не може тоа, не знае ни да пишува, не знае ни да чита, што да правам со него. Самото присуство на тоа дете во училница е доволно направено од страна на наставникот. Ние, бидејќи сме навикнати на еден тип на предавање и имаме еден тип на цели, сега тие сакаме да ги реализираме во текот на наставниот процес, а тоа дете тоа не може да го реализира, збунети сме. Значи, ние... Тоа е надвор од шемата. Различно ни се добиваме различен концепт на предавање на кој што не сме навикнати. И затоа ја имаме тој страф и таа одбивност. Токму заради ова, дали постои во проектот, во рамките на проектот, дел каде што може да се делува, барем во образовниот систем, да се направи нешто, или пак тоа ќе биде вториот чекор кој што вие како невладина организација Ластовица би можеле да го преземете, бидејќи доаѓате од образовниот систем? Така, проектот е исто во соработка, заборев може да кажам, со Националниот совет за инвалидски организации на Македонија и ги опфаќа сите на ниво на Сојуз на инвалидски организации, сите попречености. Значи, инклузијата не подразбира само образовен процес, подразбира и секојдневно живење, ги подразбира возрастните, подразбира и рана интервенција. Значи, нас децата, кога ни дојдат во образовен систем, треба да побараме што се случило или што се превзело додека тие биле во предшколска установа, или ако не биле во предшколска, што се превзело од кога тие се родени. Нас многу делчина ни фалат во служувалката на инклузијата, меѓуто настојуваме да вклопуваме, настојуваме да ги собираме сите тие делчиња. Во однос на многу зборуваме за образовната инклузија, меѓуто образовната инклузија е само едно делче
од неа. Значи, инклузијата на живење, инклузијата на вработување на овие лица, инклузијата на предшколско згрижување на овие деца, раното откривање, па се до самостојното живење, дневните центри потребата. Значи, сето тоа опфаќа инклузијата во рамките на ова сме сега дел со образовниот систем, подигање на свеста кај наставниците, подигање на свеста кај врсниците за овие лица. Меѓутоа, понатака ова може и да продолжи и нормално продолжува инклузијата. Бидејќи рековте, напоменавте дека проектот е во соработка со невладини или Институт од Англија. Какви се таму сознанијата, како таму се решаваат овие прашања? Дали имате некакви насоки во смисла на тоа дека барем оваа година би можеле да преземеме нешто, барем едно делче од тие отворени прашања да ги решиме? Значи, во однос на инклузијата на лица со попреченост, останатите земји може да кажеме дека законски рамки имаат подобри од Македонија. Мада, иако Македонија е потписник на Конвенцијата на Обединетите нации, е должна како држава да ги исполнува и на секои 4 години прајче извештај до Обединетите нации за спроведеноста на инклузијата, прифатеноста на овие лица. Меѓутоа, во однос на други подзаконски законски рамки, во однос на другите земји сме малце послаби. Настојува, не е како што беше пред годините, од година на година се покачуваме на како скала по скала во однос на остварување на правата, меѓутоа се уште сме далеко од некое големо прифаќање и најголем проблем на ниво на Македонија е разбивање на предрасудите и стигмите околу нивните можности, квалитети на оние различните од нас, без разлика дали се работи и на попреченост, без разлика од некоја друг вероисповед, друга определба, друга етничка припадност. Значи, ние тешко ги прифаќаме различните од нас и некако сме крути во однос на тоа да го прифатиме онај паралелен свет од нас. Да, разликите ни се најголем проблем. За жал, наместо да не спојуваат, не раздвојуваат. 11 часот и 28 минути, веќе сме при крај на разговорот. За жал, јас се надевам дека овај прв пат, но нема да биде последен, затоа што навистина има многу што да се разговара. На крајот од разговорот, кои пораки би сакале да ги упатите до јавноста, до оние што во моментов не слушаат, оние на Facebook кои што ќе не проследат, бидејќи ова наше видео оди и во живо, но сакам нешто да кажам на крајот и кон вас двете, значи навистина храброст е да се работи на овие проекти кои што навистина бараат многу енергија, затоа што станува збор за луѓе на кои што навистина им е потребна помош, не само нив, на децата, туку и на нивните семејства. Значи, добро е што ве имаме, за да можете да се вклучите во вакви проекти и на крајот би ве оставила да ги кажете пораките кои што ќе допрат, верувам, до пошироката јавност. Кажеме. Пораките се самиот проект и ние сме тука. Значи, тука сме оние различните од вас. Ние сме тука до вас, зад вас, до вас во дворот, во објектот, во фирмата на каде работиме. И стварно, било каква попреченост е стварно прашање на перцепција како ние нештата ги гледаме. Значи, имаше една изрека од еден британски стручњак и јас често ја употребувам. Значи, кога дошол човекот и бара во продавница црвени чевли, а продавачот му вика немаме црвени чевли. Кој е крив, оној што побарал или оној што не набавил црвени чевли? Како порака? Гледавме едно видео пред влегувањето во студио, навистина многу силна и јака порака. Верувам дека од тука ќе извлечеш и повеќе. Да, тука би зборувала. Ние сме дел од општеството и секогаш треба да бидеме општествено корисни. Тоа е најважно, бидејќи за себе си правиш многу ако правиш за другите. Види само и прашај која е потребата и помогни. Бидејќи секогаш можеш да се најдеш во истата ситуација. Не мора да се работи за попреченост, не мора да се работи за некаков проблем, едноставно за комуникацијата да оди како што треба и на сите да ни биде полесно, треба да бидеме искрени, отворени и да прашаме кои се потребите. И тоа е она тоа е разговорот и волјата
и пред се кога се работи конкретно еве јас како наставник во училница, во наставен процес трпението. Кога би го имале тоа и волјата, работите многу би биле полесни и на долгорочен план, но и во самиот момент, бидејќи ако имаме свесноста дека на себе си помагаме, ако помогнеме на другите, тогаш работите ќе бидат многу поедноставни. Ви благодарам и на двете за разговорот. Како што реков, се надевам дека и понатаму ќе соработуваме, но и ќе си помагаме, затоа што навистина човечноста во центарот на сите овие случувања, да ја издигнеме човечноста на повисоко ниво, за да можеме подобро да се разбереме и да можеме да си помогнеме себе си. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме. Информативна емисија Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче.